гостин во ова интервју Огнен Вангелов, член на Комисијата за мешовити прашања за решавање на историските образовните проблеми со Македонија и Бугарија. Добре ми дојдовте. Рековте дека сте понов во овој состав на комисијата. Релативно, да. Релативно. Како одат работите во комисијата? Па работите во комисијата и сме кажувале повеќе пати јавно веќе дека бавно одат, многу бавно, и главно има застои во работата подолго време. Застојот е уште од времето кога Бугарија реши да стави вето за почеток на преговорите на Македонија со Европската унија и тоа се одрази во работата на комисијата директно, јас би рекол. Имате ли контакт со вашите колеги од бугарската страна? Како изгледаат тие средби кога ќе седнете на заедничка маса? Не само со историчарите, еве ќе нагласам, вие сте професор по политички науки со другата фела. Имате ли понекогаш заеднички ставови, затоа што свесни сме и самите во јавноста, репликите се неизоставен дел од вашата работа и тоа се гледа и во јавноста и по она што го работите. Меѓутоа, имате ли заеднички ставови по... Мислите со членовите на комисијата од бугарска со вашите страна? колеги. Како изгледаат тие средби? Дали секогаш имаме чувство дека секогаш се во некоја напната атмосфера? Видете, комуникацијата се одвива меѓу копредседателите на комисијата од македонски и бугарска страна, Драги Георгиев и Ангел Димитров. Значи, тие раководат со дневниот ред, со тоа што треба да се дискутира на следната седница и така натаму, и материјалите што ги разменуваме од предходната средба, транскриптите, записниците, усогласувањата и така натаму. Значи, тие главно е водат таа работа меѓу средбите. Нормално се консултираме сите околу тие записници и содржината на сето тоа што е разговарано и така натаму. И што ќе излезе во јавноста? А во однос на... Не, во јавноста, видете, тоа што се дискутира во комисијата и, да речеме, одредени препораки што се донесени, а не се многу донесени, главно препораките што се донесени беа пред да се случи ова влошување на односите меѓу двете држави, тие постојат, се депонирани во министерствата, тие може да ги објават кога сакаат. Во однос на комуникацијата, ме прашавте дали имаме лични контакти со дел од членовите. Немаме лични контакти со членовите од бугарска страна, имаме професионални контакти кога е потребно. Генерално не се согласуваме едни со други во однос на тоа што го разговараме, но може да кажем дека има, да речеме, со дел од членовите може да најдеме некогаш и заеднички јазик. Не е тоа неможно. Знаете како велат аналитичарите од наша страна, членовите на комисијата од македонска страна се некако помеки во однос на членовите пред самиот претседател на комисијата од бугарска страна, кој што нема па неделно или еднаш на 2 недели секогаш имаат некакви изјави кои што предизвикуваат бура во јавноста. Дали навистина сме помеки во ставовите? Не знам како би коментирал мекост или тврдост во ставови. Ние браниме одредени позиции кои се зацртани како наш став и принцип на работа уште од самото создавање на комисијата и се држиме до нив многу силно, да речем. Значи, ги имаме тие принципи како метод на работа и што треба да се постигне во таа комисија и стоиме на тоа, така што ако тоа се дефинира или како мекост или како тврдост, не знам. Има различни толкувања во јавноста дека сме многу попусливи, дека многу молчиме и дека не враќаме на секоја, еве да ја речем, провокација од другата страна. Тоа ми беше прашањето, еве вие го дефиниравте дека многу молчите, посебно и дома, затоа што кај нас јавноста многу малку, или кога ќе дојдат тие изјави од бугарската страна, тогаш новинарската фела, например, сака да дознае што повеќе од нашите членови, меѓутоа многу малку добива. Затоа сакав да речам, и молчите. Тие се наменски изјави и политизирани изјави. Ако копредседателот од бугарската страна си ја сватил својата улога како јавна личност која треба да се занимава со дневна политика и со тоа дали Бугарија треба да го тргне ветото или не, ако така ја сватил својата улога, тогаш
Погрешна е свата својата улога како член на комисијата е далеку посериозна од тоа, меѓутоа кога е потребно ние одговараме. Нормално сме пишувале и сме имале дебати во медиумите со членови од другата страна, одиме кога не повикувате на емисии, ги даваме нашите ставови и така натаму. Меѓутоа не сметаме дека треба да одговараме на секоја можна изјава од таа страна која се однесува на дневно-политички теми. Апсолутно е излишно да се одговара на изјави кои се повторуваат во од. Изјавите се исти, постојано, што ги дава господинот Димитров, по секоја или пред секоја средба. Речиси се идентични, значи ние треба постојано да се препукуваме и да одговараме на една иста работа која се повторува веќе со години. Не знам зошто би било тоа потребно и зошто би било тоа интересно за јавноста. Тоа е за нивната домашна јавност. Кога спомнавте Димитров, еве ќе тргнам со таа изјава која што беше дадена вчера или завчера, не ме држите за збор, вели вака. Бугарија треба да ја брани својата позиција, вели дека двете делегации се состануваат, но се останува само на средби, не и на заедничко учествување на празниците, како што вчера беше случајот со Свети Кирил и Методи. Вели дека е направен мал чекор со цар Самуил и дека напредокот е тука и дека Северна Македонија, како што вели, не сака да разговара за историски прашања. Како не сака да разговара, кога разговара во комисијата. Мислам, ние постојано разговараме и напредок нема, поголем напредок, бидејќи, како што реков, работата стои веќе повеќе години во однос на тоа како се разбира работата и улогата на таа комисија. Нели, како што рековте во изјавата на господинот Димитров, цитирате дека ние не сме прифаќале дека имаме заедничка историја. Видете, договорот за добрососедство и пријателство набележува во тој член 8 дека државите ќе создадат комисија која ќе ги решава спорните или конфликтните историски прашања во двете земји, кои имаат различни представи во општествата, треба да ги реши представите, односно треба да најде решение со кои ќе се намалат тензиите во образовните процеси меѓу двете земји. Можно е да се најдат такви решенија, меѓутоа не на начинот на кој тоа го замислува, да речеме, господинот Димитров и дел од или поголемиот дел од бугарската страна, а тоа дека заедничка историја значи историја на еден народ на териториите на Бугарија и Македонија од средниот век па до денес. И тоа континуирана историја на еден народ со еден идентитет и така натаму. Тоа ние не го разбираме како заедничка историја. Јасно е дека се работи за два соседни, блиски народи, со блиски јазици, блиски култури. Тоа никој не го спори и дека има заеднички моменти во таа споделена историја од средниот век до денес, бидејќи и двата народа зборуваат словенски јазици, кои се слични, имаат допирни точки, така натаму. Значи, нема тука, не е прашањето дали не имаме заеднички делови од историјата и работи што не зближуваат или што ги делиме, историски моменти од далечното минато, туку прашањето е како тоа се интерпретира во Бугарија. Во Бугарија се интерпретира тоа како да е историја на еден народ кој се нарекува бугарски народ и дека таа историја била непрекината, заедничка и континуирана до 1944 година. Ние не сметаме дека така треба да се гледа на таа заедничка историја. Имаме сосема различно сваќање за тоа што значи поимот заедничка историја. Има и термини како споделена историја, така натаму, и тука не можеме да се согласиме и веројатно нема да се согласиме ниту во иднина. Тоа е основата на застојот во комисијата. Методот на работа и принципите според кои ние треба да носиме решенија. Ако принципите се дека ние зборуваме за историја на еден народ до 1944 година, нема да може никогаш да се дојде до решение, така е. Раде вчера рече на 24 мај сите сме бугари. Беше оценето како уште една провокација. Како вие, како човек, да речеме од филата на политичките науки, би го прокоментирале ова? Во која смисла рекол дека сите сме бугари?
Значи, изјавата е дадена така, сега експертите, аналитичарите тоа го толкуваат дека е еден вид на провокација за македонскиот народ, за Не сум ја македонскиот видел јазик. таа изјава интегрално, што точно мислел, дали мислел за нашите две држави, дека сите сме бугари, може би и за тоа се работи, меѓутоа не му е ништо ново тоа на претседателот Радев, континуирано дава изјави кои се не само да речам провокативни, туку и навредливи, а содржат понекогаш и елементи на говор на омраза. Значи, тоа е институционализиран говор на омраза кој доаѓа од Бугарија, од највисоки државни представници. На тоа треба да одговорат соодветните институции во нашата држава, не ние како членови на комисијата. Ние се држиме до тоа што е наша задача и исклучиво во рамките на нашите надлежности. Јас не би коментирал повеќе околу изјавите на Радев, нели? Тоа треба да одговори од политичката сфера, да речеме на истото ниво, нашиот претседател или некој од владата и така натаму. Но тоа би рекол дека има елементи на институционализиран говор на омраза од високи политички инстанции во Бугарија, кој е многу проблематичен и кој доведува директно до влошување на атмосферата, на односите, се создава една разорно, токсична атмосфера и во таква атмосфера комисијата нормално дека не може да постигне напредок. Кои се најболните точки кога разговарате на комисијата, бидејќи беа спомнати, да речеме, голем број на историски личности, тука е прашањето за Гоце Делчев, прашањето за цар Самуил, па еве вчера веќе се постави прашањето за светите браќа Кирил и Методи со самиот начин на чествување. Имаше, пак ќе се повикам на она што се случува на коментарите во јавноста, затоа што двете делегации отидоа на чествување, меѓутоа одделно, за разлика од претходните години кога тоа се случуваше заеднички. Веќе тоа, како што беше прокоментирано, упатува на ново заладување на односите. Дали тука тоа се случува како резултат на тоа што имаме ново водство и од едната и од другата страна, за разлика од тоа што беше претходно, или пак ова е навистина едно ново заладување во односите меѓу двете земји? Видете, тешко е да се толкуваат дневно-политичките настани во Бугарија, бидејќи таму има многу актери кои се вмешани во овој проблем со различни интереси. Нели, како што е познато во претходната влада, беше присутна ВМРО на Каракачанов, кој главно ја водеше антимакедонската кампања во Бугарија. Беше експлицитна по... Така е. Сега со новиот премиер јасно е дека се праве обиди од таа страна, барем од страната на премиерот Петков, да се надминат некои најтешките теми за дискусија да се остават на страни и да се тргне со некакви други теми кои може да доведат до релаксирање на ситуацијата. Тоа беше целта, нели, на премиерот Петков, меѓутоа тој кога дојде на неговата функција, што нас ни даде една доза на оптимизам, да очекуваме нешто дека ќе тргне на добро. Да, меѓутоа треба да е јасно дека тој е во коалициска влада и во таа влада има личности и партии, па дури и во неговата партија, еве пред некој ден имаше, вчера ми се чини изјава малку гротескна, кои немаат интерес да се оди напред, да се решаваат проблемите и да се релаксира атмосферата. Прво и основно е дека секакво решение меѓу двете држави може да се постигне во порелаксирана атмосфера. Кога се вжештува атмосферата, најчесто се вжештува таа страна, не најчесто, туку исклучиво. Значи, сите политички изјави кои содржат елементи на омраза, на провокации и така натаму, доаѓаат исклучиво од бугарска страна, зборуваме институционално. А тие велат дека овде има говор на омраза и дека Македонија мора да го спречи говорот на омраза кон бугарите. Веројатно има меѓу населението, на социјалните мрежи и така натаму. Меѓутоа, институционален говор на омраза и институционални напади доаѓаат исклучиво од бугарската страна. Значи, таму има политичари и актери кои по секоја цена сакаат да спречат напредок и решавање на проблемите меѓу двете држави, односно да спречат тргање на ветото.
Сега дали во таква ситуација и во таква политичка атмосфера премиерот Петков може нешто да извлече, не знам. Тоа е веќе прашање за аналитичари што се занимаваат многу подетално со бугарската политика внатре, но мене ми се чини дека нема толку одврзани раце премиерот Петков да носи решенија кои може да му ја урнат владата, нели? Колку може да ја смениме историјата во учебниците по однос на спорните прашања? Велите, кога зборувавме претходно интерно во студиото, дека на маса се прашањата за менување на нели оние факти во учебниците. Што е, пак ќе речам? Не. На маса се учебниците во двете држави по историја сега моментално и учебниците по историја во Бугарија за основно училиште и учебниците за историја во Македонија. За основно училиште, потоа веројатно ќе следат и оние за средно и така натаму. Не е на маса дискусија за промена на фактите, тоа никогаш нити било, нити може да биде, бидејќи историчарите се тие што ги пишуваат учебниците, книгите, историјата и така натаму. Ние во ниту еден момент не можеме да им наложиме на авторите, вие вака ќе пишувате и ова е вистината. Тоа може би се сваќа од бугарска страна како принцип што треба да биде застапен во комисијата, дека ние треба да ги утврдиме фактичките ситуации за минато од пред 1000 години, кои биле вистинските факти. Меѓутоа има таму постојат дебати не само на Балканот, туку и во светската историја кои не се разрешени, постојано има истражувања, има нови студии и така натаму. Не можеме ние да носиме канонски одлуки во комисијата и ќе кажеме дека од сега натаму вага ќе се пишува за Самуиловото царство и така натаму. Она што можеме да направиме ние, тоа е нашиот принцип, јавно познат веќе илјадници пати сме го повторили во јавноста, дека ние се раководиме според принципите на Советот на Европа и УНЕСКО, бидејќи спорни гледања на минатото имаат речиси сите земји во Европа, кога се работи за соседни земји, за спротивставени представи за тоа како се гледа на една иста историја, односно на исти настани од минатото. Земји во Источна Европа, речиси скоро сите земји во своите национални истории имаат една представа за одредени настани во минатото, соседната земја има друга представа и тие некогаш создаваат јавни мислења и конфликти меѓу земјите и УНЕСКО и Советот на Европа дале препораки за тоа како да се надминат тие спротивставени представи за историјата за да се релаксираат односите меѓу земјите во рамки на една обединета Европа. Тоа е фактички дел од европскиот проект. И ние ја сваќаме нашата задача во тие рамки. Значи, како да дојдеме до некои представи за, да речеме, Самуиловото царство, кои ќе им објаснат на децата од таа возраст зошто двете земји имаат различни гледања за една иста работа и настан, за исти личности. Кои се причините за тоа и така натаму. Евентуално би можеле да дојдеме до такви некои решенија и тоа се нарекува мултиперспективност, дека во Македонија преовладува мислењето дека тоа царство било такво и такво, во Бугарија преовладува мислењето, во трети земји преовладува такво мислење и меѓутоа не може да им се наложи на авторите, вие ќе кажете дека тоа царство било такво и мора тоа да го пишува така во учебниците. Тоа не може да биде решение, што ќе биде одржливо и воопшто што може да функционира. Ни тука не може да функционира такво решение, ни каде било на друго место. Кога го спомнавте цар Самуил, имаше, се повикувам ова сега на изјави дадени во бугарските медиуми, тоа што го најдов таму. Значи, изјава на бугарски пратеник кој што вели Македонија да ги испорача моштите на цар Самуил за да Бугарија го тргне ветото за преговори со Европската унија. Не знам дали се работи за лапсус, ја проверив изјавата, тоа е пратеник од владеачката партија на премиерот Петков. Не знам дали се работи за лапсус или непознавање, меѓутоа тоа само ми кажува, односно е одредена индикација каква конфузија воопшто има и во политичката јавност таму и генерално во јавноста, што тоа се бара од Македонија. Прво, Македонија нема мошти на цар Самуил, тие се наоѓаат во Грција. Може би мисла пратеникот на моштите на Гоце Делчев, бидејќи тие се кај нас. Меѓутоа тоа е дневна политика која таму постојано се менува во однос на барањата за Македонија.
токму вчера имаше мој колега професор по политички науки од Нов Бугарски универзитет Евгений Дајнов, кој рече дека бугарската позиција таа што треба да се промени во односот на Македонија и тоа од корен. Значи сите тие документи што се донесени во однос на барање што Македонија треба да испорача за да почне преговори со Европската унија, како рамковната позиција, како меморандумот испратен до членките на Европската унија и така натаму, дека тие треба да се менуваат од корен за да може да се тргне напред. Едноставно барањата што се содржани во тие документи кои стануваат национални позиции на Бугарија, се одразуваат и на работата во комисијата, се неприфатливи не само за Македонија како држава, туку за која било држава во светот би биле неприфатливи. Некоја држава да каже дека до тогаш и тогаш сме биле тој народ, од тогаш и тогаш некој не направил друг народ, немаме собствен јазик, туку е дијалект на другиот јазик, значи тоа се бара во документите што Бугарија ги усвоила во своето народно собрание и во владата претходна на Борисов, и тоа треба од корен да се промени, дали формално или неформално не знам, тоа се моделитети кои треба да ги реши бугарската страна, но врз база на такви барања кои се рефлектираат на работата на комисијата, ние не можеме да дојдеме до решение нити сега, нити некогаш во иднина, и тоа треба да биде јасно на сите, не само нам кои сме во комисијата, туку и јавноста треба да биде, кажувам пред јавноста дека врз основа на такви барања решение нема да има во комисијата, а може да има решение за прашања од образовен карактер кои, ако се запазат принципите на мултиперспективност и другите научни принципи, може да се дојде до решение и фактички не е ни толку тешко да се дојде до решенија за овие проблеми кои ги дискутираме. Проблем е политизирањето на тие Значи може решенија, да се најде некакво... Може да се најде. Јас мислам дека може да се најдат решенија за многу од темите кои се на маса во комисијата и тоа, ајде да не речам брзо... Проблемот е политиката. Проблемот е политиката, бидејќи политиката ги наметнува темите, не директно во комисијата, туку темите на дискусии во јавноста, се влошува атмосферата и меѓу луѓето, меѓу самите луѓе, нели, се зајакнува, да речеме, тој говор на омраза или нетрпеливост, но воопшто се влошуваат и политичките односи и во една таква вжештена атмосфера на анимозитет, на токсичност, да речам, не може да се биде продуктивен во наоѓање решенија. Што последно се разгледува и се разговараше на маса на последната средба на комисијата? Каде се кршат копијата? Па, како што кажал ко-председателот Димитров, во претходниот период се постигна, да речам, едно условно решение за тоа каква препорака ние ќе дадеме до двете влади за прикажувањето на царството, на Самуиловото царство во учебниците. Тоа беше во февруари, значи се стигна до едно, да речам, избалансирано решение кое ние го имавме предвид и претходно, а до кое не можевме да дојдеме. Ете, некако се стигна до него во февруари и тука горе-долу застана работата. Веројатно поради самата атмосфера која беше тогаш наметната во јавноста уште по доаѓањето на премиерот Петков за зближување и така натаму, можеби влијаше тој во комисијата да се дојде до некои заеднички моменти како можеме да го надминеме тоа прашање, меѓутоа тоа прашање не е конечно, се разбира дека не се реши целиот тој период од средниот век, тие се условно решени прашања, значи мора се да се реши за нешто да биде дефинитивно решено како препорака. И тоа се само, внимајте, тоа се само препораки од комисијата до владите. Владите потоа понатаму ги разгледуваат. Ги разгледуваат и прават одредени политики образовни како тоа понатаму да се спроведе, меѓутоа ќе кажам дека решение стигнавме до решение само кога беше можно да се примени принципот на и упатствата на Советот на Европа и на УНЕСКО. Во рамки на таквите методолошки пристапи можеме да дојдеме до решение релативно брзо и за многу други прашања. И се разбира, колегите историчари тука имаат поголема улога во, да речеме, како одредени
настани и нијанси да се дефинираат, но сите колективно имаме ист поглед и принцип во однос на методологијата на работа. Вчера се случи признавањето на автокефалноста на МПЦ од страна на Српската православна црква. Што и како ова може да влијае во односите со Бугарија? Колку може да речам, да предизвика негативни реакции од страна на Бугарската православна црква? Видете, за ова прашање најдобро е да се произнесе експерт за црковни прашања. Сега е наред, како што велат, како што гледам аналитичарите, црковната дипломатија, што ќе ни донесе томос, ние добиваме, меѓутоа што ќе донесе тој томос и така натаму, тоа е прашање за разгледување, меѓутоа вие, како човек кој што сте директно член во таа комисија и упатен во прашањата во спорот со Бугарија, што ова би значило за нив? Па јас ги следам анализите на луѓе што се компетентни од област вчера и денес, нели тоа сега се случи практично. Видете, прашањето за историјата на Охридската архиепископија доаѓа во комисијата, бидејќи Охридската архиепископија постои како засебна лекција во учебник за историја во Македонија. Во бугарските учебници дури и нема лекција за Охридската архиепископија, така што тоа доаѓа како прашање кај нас во комисијата и што им пречи на колегите од бугарска страна во тоа што им пречи во однос на тоа што го пишува во нашиот учебник за Охридската архиепископија. Сега, поаѓајќи од таму, мислам дека, не можам да кажам како ќе се произнесе Бугарската православна црква, бидејќи тоа е црковно прашање, тие уште немаат издадено никакво соопштение, нити изјава за признавање на автокефалноста, односно давање, како што рече српскиот патријарх благослов за автокефалност, која потоа треба да се додели од Бартоломеј, така, од Вселенската патријаршија. Треба да се изнесе БПЦ, да видиме дали ќе има некаква реакција негативна, позитивна, не знаеме тоа уште. А во однос на тоа како се гледа на историјата на Охридската архиепископија, тука јасно е дека бугарската страна гледа на историјата на Охридската архиепископија како дел од сопствената историја. Тоа не е ништо, мислам, непознато. Секој што ќе отвори на сајтот на БПЦ, во уставот на Бугарската православна црква и таму на почетната страница пишува дека БПЦ се смета за наследничка на Плисковската патријаршија, Преславската, Охридската архиепископија, екзархијата и така натаму на 5 историски цркви, како да речеме единствена наследничка. Така што не знам, ќе видиме да ги видиме прво позициите на црквата, што црквата ќе каже и ќе коментираме потоа. Сега се уште не е јасно, не е ни јасно точно што ќе се случи со томосот од Вартоломеј, тие работи се во тек, нели тука црковната дипломатија ги разгледува тие прашања. Така што не знам точно, не можам да претпоставам точно кои би биле барањата од Бугарија во однос на Охридската архиепископија, кога е тоа чисто црковно прашање. Сега веќе црквата доби канонизација од Вселенската патријаршија, доби благослов за автокефалност, тоа се значи црковни прашања. Сега не знам, не би можел да претпоставам како бугарската држава би го наметнала прашањето за Охридската архиепископија, кога тоа прашање се решава на сосема друго поле. Не мислам дека државата би можела нешто тука да направи, односно државата Бугарија да испорача барања во однос на Охридската архиепископија. Тоа сигурно нема како да го направи, дури да сака, а во однос на БПЦ треба да видиме што ќе каже. За кога се закажани следните средби на комисијата, затоа што некаде на почетокот на годината од двете страни, од двајцата премиери беше најавено дека средбите треба да се интензивираат и ќе се интензивираат, меѓутоа дали е тоа така и има ли конечно потреба од понатамошно седнување на маса и преговори, како заклучно за ова интервју? Начелно се договорени по 5 до 6 средби годишно. И пред пандемијата, тоест за време на пандемијата се среќававме во електронска форма, онлайн. Сега веќе одиме еднаш во Софија, еднаш доаѓаат тие кај нас во Скопје, така се одржуваат средбите. Последната сега беше во мај.
Следната е закажана за септември. Во меѓувреме ќе има, да речеме, онлайн средби комуникација меѓу копредседателите во скратен состав околу технички прашања, усогласување записници, подпишување записници и така натаму од претходните средби, и разменување материјали во однос на тоа што треба понатаму да се дискутира евентуално. Меѓутоа има дневен ред кој е веќе со години истиот, се работи за забелешките за учебниците од 7 оделение на бугарската страна во однос на нашите учебници. Тие забелешки се, не знам, околу 13-14 се. Дали сме стигнати до третата или четвртата сега и работиме хронолошки, значи како што се поставени тие забелешки, така ги решаваме. И продолжува работата. Сега видете, ние не сме тие кои треба да решиме дали ќе прекине работата на комисијата. Ние сме обврзани од договорот за добрососедство и пријателство, подпишан од 2017. Таму од член 8 има обврска државата, наша и нивната држава, да формира комисија која ќе ги решава овие проблеми меѓу двете држави. И сега дали треба да престане, дали не треба, тоа треба други да решат. Меѓутоа, вака како што оди работата, не оди со добра динамика, бидејќи комисијата, улогата на комисијата е исполитизирана во бугарската, како да кажам, стратегија за тоа дали Македонија треба да влезе во Европската унија и да ги почне преговорите за влез во Европската унија или не. Односно, Бугарија ја врзува работата на комисијата како исполнување на договорот за добрососедство и пријателство, а тоа е само едно такво, да речам, прешироко толкување на тој договор. Основна работа, ветува многу, или? Па не ветува, бидејќи ако се врзе исполнувањето на договорот да зависи само од комисијата, тоа е еден став во еден член, а тој договор има многу членови, многу работи кои треба да се, многу полиња на кои треба да се работи. Ако Бугарија го врзува напредокот на Македонија во Европската унија со тоа дали комисијата ќе постигне резултати, тогаш нема никогаш да постигне резултати, бидејќи во услови на уцена, притисок, ќе го тргнеме ветото ако вие го решите ова, нема шанси да се постигнат резултати, тоа е јасно. Веќе се виде дека не може така да оди работата. Еве, 2,5 години, 3 колку трае ветото, од 2 години, од 2020 наваму, најавено беше претходно. 2019 практично беше во декември или 2020, како и да е, веќе помине извесен период од тоа вето, со кое се обидува преку комисијата да издействуваат одредени концесии од македонска страна. Тоа нема начин како да се случи, не е тоа стратегијата која може да доведе до решение. Благодарам. Беше ова Огнен Вангелов, член на Мешовитата историска комисија во спорот меѓу Македонија и Бугарија и професор по политички науки. Да се надеваме дека работата на комисијата сепак ќе вроди со плод и дека ќе седнеме овде на маса па ќе разговараме за попозитивни теми. Благодарам за поканата.